Добар ден, почитувани ученици. Денеска за овој час имаме вежба по станици. Кај нас се замислени 4 станици, кои што вие ќе може да ги приспособите дома со столче. Овде кај душа ќе замислен да биде дел од под, каде што имате тепих, теписонче, некоја мека подлога за вежбање. Празна. Втори дел. Третиот дел ќе ставите било каква обувка, патика, нормално ваша, со кој што ќе може да извежбате. И на крај четврта станица би било некој предмет на кој што ќе може да попрете раце, нозе, значи некоја табуретка, кутија, степлер. Кај нас некој помагало, каде што има некоја царствина да ние се потпрени. Нема да должиме многу, ќе стартуваме, а сите вежби ќе бидат однесети во главниот дел од часот за некоја положба на тело во однос на овој реквизит. И на двете страни од вашиот екран може да ги видите вежбите во како се изгледа странично, како однапред. Почнуваме со вежби за загревање, каде што вежбите ги направиме овој пат во четвороношки одења, движења да кажеме и така натаму. Ќе почнеме од положба на склек, странично движење преку сите овие наши поставени реквизити со кои ги импровизираме нашето полигонче во дом. Одмор 10 секунди после оваа вежба, да не биде малку напорно, за тие што се малку постави мускули на раце, стомак, че движење претежно во положба на склеп и полигон формиран во едно 2-2,5 метри должни, значи 2 до 3 чекора ќе видите дека зафаќа целиот полигон. Одиме сега со поминување во четвороношко одење, но преку сите овие поставени наши справи. Овдека ни нашето табуретче, да речеме, овдека со лево ќе подигнеме патика, дека на празниот дел можеме да направиме склепче и овдека исто склепче со верни раце, се враќаме назад исто, може сега поширок склека овдека, со раце поширок од раменици, овдека патиката ја подигнуваме кон напред и овдека само ќе се задржиме, направиме овде 10 секунди, малко ќе издишиме. Патиката сега може да ја поставиме на средина, бидејќи ќе поминуваме во четвороношко одење, како се вика пајац, едно движење с љулесто или речеме да поврзиме 2 осмици. И правиме што? Целуваме 80 секунди, кој колку е потребно, со издишување и ќе дадеме уште една вежба со четвороношко одење, но можеме вака да ги поминеме на страна, а или со подигнати бокови да се подигне, да ги назад, на страна, да ги поминеме сите овие наши поставени препорки. Тука ќе може да земете здив 10 на 20 секунди, бидејќи по овој дел стартуваме со делот за истегнување, кој ќе ви го презентира или ќе го изведе нашиот колега Бојан. Погледоки. Добар ден од мене. Значи одиме сега со вежбите за истегнување. Најпрво ќе почнеме со нашите раце, значи одиме движење со рацете на напред, но истовремено движење и со нозете. Околу 8 повторувања, одиме и на назад. Добро. Испружи раце напред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одиме уште една вежба, може движење напред со рацете.
назад. Десна рака горе. 1, 2, наизменично со лева и десна рака. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одиме сега со труп, засук во лева и во десна страна. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Рацете горе, одиме отклон во лева и десна страна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добро, вземи воздух. Преминуваме на нозете. Идеме свитка десна нога. Влечи со левата. Добро. Идеме со другата нога. Фати со десна рака и влечи стопало на кај тебе. Одиш. Идеме сега на напред. Еден, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Супер. Смени нога. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одлично. Протреси малко нозе. Идеме со споени нозе. Фати доле стопало и влечи. Значи што можеш подобро. Добро. Идемо уште една вежба. Фати стопало, десна нога. Осум до 10 секунди. Добро. Одиме другата нога. Може и да се набавите малко напред. Добро. Сега ќе ви демонстрира главниот дел од часот професорот Филип. Благодарам, колега. Добар ден од мене, ученици. Ќе направиме по една вежба на секој од овие 4, да кажем, станици, сегменти, одиме кружно по 8 повторувања, а воедно кога ќе завршиме после малку одмор, значи меѓу вежбите немаме одмор, ќе направиме после четвртата вежба малку одмор,
Пак ќе повториме, пак значи 3 круга ќе имаме слушност, 3 серии кои ќе направиме. Целта, значи, ќе биде да правиме 8 повторувања, значи и во 3 серии свржани кружно. Овде ќе имаме вежба со почучување, една нога, друга нога ќе биде. Тука ќе работиме вежба за грбните мускули, каде што имаме едно повторување, значи не е ово. За стомачната мускулатура ќе работиме качување, значи тука изимање на патиката од стапалата и ќе направиме склекови од положба на малку оттежнато, се разбира, за оние што може, за оние што не може, ќе ги прават цели, за оние што не може воопшто, цели склекови ќе прават од колена. Значи ќе одиме свршено, после четвртата вежба ќе одиме. Па да започнеме. Значи. Осмо повторување. Ако треба, придржите се. Значи тоа е целта. Ако не, значи може ги работите чучувањата и да повлечете со нога назад. Тоа може да го видите и на, нели, ако потргнете камерата лево малку или десно, каде што колегите го прават бочно движењето. Одиме веднаш и одиме. 1, 2, 3, 3. Значи 8 повторувања, ја земаме патиката и работиме. 2, 5, 8. Одиме на склекови. Odmah. И малку пауза, да е оно што работи малку поспоро, еве да може да стигне. Првиот круг е малку потешко, сега веќе се запознаени како изгледа и може еве да биде полесна, побрза таа транзиција од вежба на вежба. Кратка пауза до 30 секунди и ќе одиме на вториот круг. Значи 8 повторување, 8 повторување со другата нога. Оде, значи ако ви треба, придржете се за столчето, целта што пониско да се спуштите. И веднаш потоа одите со другата нога. Издишувате нагоре. Одиме. Вежбата за грбните мускули. Так. 2, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 8. Два, три. Сум. Odmah.
Ќе направиме уште еден круг, трета серија и со тоа завршуваме со ова вежбање, кружно вежбање значи со 4 вежби. Може да започне. И друга нога. Мачите мускули. Ги враќаме раците назад, значи, да допрат лаките до душите. Odmah. Zemete vdih. Glava pozdišu. Neko počekuje vodenje, povolimo pauzu сега. Имаме още едно. Вако, со ваков метод. Вежбање, први ќе ги објасна вежбите, ви одморете. Значи ова е седнување, полека се спуштаме до седнување и полека стануваме на едната нога. Се разбира, истото го правиме една друга нога. Вежбата за крвните мускули ќе биде полесна, значи имаме кревен на трупот и на нозете. Истото го правиме, значи по 8 повторување. Тука. Малку полесна варијанта од претходната вежба, значи легнуваме, нозете не се цело се исправени, но не допират. Се качуваме и со едната рака оставаме патикот и пак легнуваме и се спружуваме. Потоа зијаме со другата рака. Ставаме, зијаме и така. Значи 8 качувања ќе броиме сега, значи, а не по 8 со една рака, а склековите ќе бидат полесни. Суштина што ќе ги правиме со рацете сега на висока подлога, значи, а нозете ќе бидат на подот. Значи може да користите било што имате дома, или било како табуретка, крај, па може би ако немате ништо, ране се наполне со книги или да пробате со нешто што еве ви е при рака. Истото така ќе направиме 3 круга. Па да започнеме. И веднаш одиме со другата нога. Одиме со загрнати мускули. 1. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Одиме со слекој. 1. 8. Малко подла. Земете воздух. Уште 2 вакви серии. И може да започнеме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И одиме с другата нога. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одиме. Следната вежбост. 1, 3, 5, 7, 8. Едно почуваме. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так. И стоите. 2, 5, 7, 8. Малко odmor. Вземаме воздух. Ни оставаме още една серия. Истите вежби, истите повторуваме. Още малко. И може да започнем следната нога. Одиме со другата нога. Загрите мускули. И скрипуйте. Малко се оглавим и ги тресеме ръцете назад. Пак я направим 2 издигнувания. Ще ми си сега раздих. Правим малко изтегнуване и след това ќе го завършим часот. Се обидуваме да седнеме меѓу стъпалата,
Значи баш да седнеме на подот. Ако некому ова тешко не може да се придржи со рацете. Се разбира, треба да се внимава да се нема повреди на коленото, посебно на оваа вежба. Ако некому е лесно, значи може да го работи ова, тоаш може да проба и да оди до спуштање на лак или пониско. Може да се спушти и целост. Тоа пристигнување, значи ќе се трудиме да отидеме со рацете што подалеку и да повлечеме соколковите назад, да ги стегнеме, значи. И страничниот пояс тука на трупот до сладинскиот дел рацете, одиме малку на десно со рацете, исто така влечеме назад, двете дланки, значи, се поставени, се допират една во друга, поставяме странично и одиме малку лево и исто така влечеме назад. Така, ученици разбира, има повеќе истегнувања, но во интерес на времето тука ќе завршиме. До гледање.